Почитувани ви посакувам добре дојде во ова најново издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески, во кое што денешно издание ќе разговараме за тема поврзана со корупцијата. Тема што, како да ви кажам, ако не бие на почетокот на годината поставена како тема, исто како да не почнала годината. Тоа е стандардот на живење во оваа земја и се разбира главната тема за која што се разговара, особено во последниот период, откако САД го испрати го донесе и потоа го испрати назад својот тим на експерти, но и дополнително при посетата која што денеска беше остварена и се разбира со пресконференциите. Уставните измени се тешки одлуки за Македонија и граѓаните за граѓаните и за Македонија, но мора да се поддржи се што ќе овозможи придвижување на евроинтегративните процеси за Македонија, порача американската амбасадорка Анџела Агелер на денешната пресконференција со шефот на дипломатијата Бујар Османи, кој ги представи приоритетите и целите на Македонија за време на претседавањето со Јадранската повелба во 2023 година. Агелер вели дека борбата со корупцијата останува фокус на Вашингтон. Најави дека в среда во земјава доаѓа советникот на Стейт Департментот Дерек Шоле и токму нејзините изјави и таа на Бујар Османи, а во контекст на тоа дека во фокусот главен на САД останува борбата против корупцијата, следуваат во продолжение. Мислам дека сте го виделе неговото неодамнешно интервју каде зборува за некои од тие приоритети како што е борбата со корупцијата и тоа ќе остане приоритетот за Вашингтон и ќе покрене неколку прашања за време на неговата посета оваа седмица. Ги поттикнуваме водството и избраните функционери на оваа земја да постапуваат во интерес на нивните граѓани и да постапуваат што е можно побрзо и да ги направат сите можни измени кои што ќе се овозможи отворање на пристапниот пат кон Европската унија. Знаеме дека ова се тешки одлуки за оваа земја, граѓаните на оваа земја веќе имаат донесено многу тешки одлуки, но ние го поддржуваме се што ќе ви овозможи придвижување кон тој пат. Останува Соединените американски држави да одлучат на каков начин ќе ја дадат таа соработка. Ја дадоа, например, минатата година веднаш по склучување на започнување на стратешкиот диалог преку финансиска поддршка, дополнителни милиони евра за правосудството, преку експертска помош, односно обука на луѓето кои што се вклучени во правосудството. Еве најава и преку листа на санкции и, како што реков, тоа е во рамки на договорена соработка. Темата која што нам ни е поставена во текот на денешното издание на емисијата беше дел од овие изјави, односно беше спомената уште на почетокот на изјавата токму на амбасадорката Агелер. Така што во контекст на нашата тема, борбата со корупцијата останува во фокусот на официјален Вашингтон. Ова ќе биде една од темите што ќе ги отвори советникот на американскиот Стейт Департмент Дерек Шоле, кој в среда доаѓа во Македонија. Амбасадорката Агелер не кажа конкретно кои прашања ќе ги отвори Шоле, но тој доаѓа со посебна меѓуагенциска делегација. Предвидено е да се сретне со владини представници, а прашањата за кои извести Стейт Департментот се енергетиката, економијата и борбата против корупцијата. Министерот Бујар Османи пак вели дека борбата против корупцијата е дел и од стратешкиот диалог меѓу Македонија и Соединетите американски држави. Освен за ова, за САД е важно Македонија да напредува во евроинтеграциите, а уставните измени се клучно прашање на тој пат. 02691-924 или 925 се телефонските броеви на кои може да ни се јавувате и да ги кажувате вашите коментари, но истовремено и да ни пишувате на фан страницата на Facebook Очи во очи. И доколку имаме некој на линија, одиме со вклучување. Добар ден. Добар ден, Огнен. Добар ден, повелете. Пред се сакам да ви честитам новата 2023 година. Благодарам, погласна речија, повелете. И повише успеси во нејзе. Благодарам, и вам исто. Јас од далеко се јавувам, така да што малку и линијата не е како што треба. Видите сега, Македонија е нерешена равенка. Може би ќе се запрашате зошто. Проблемот е во тоа не само кај околу корупцијата во Македонија, него ние имаме недостатоци во политичкиот систем кај нас. Значи, несоодветни луѓе се поставени на позиции да ја водат Македонија напред, ама некако еден чекор напред, два назад. Така не се оде во ЕУ.
Американците сакат нешто да направат, ама да ви кажам нешто искрено, еве ви кажувам, може би погрешно да не бидам сватен од ваша страна, во американците многу доверба да се нема. Нема да го оправат нашиот систем во Македонија. Затоа што тие кај да забркале прсти, секаде све уништиле на еден начин. Знаете дека Америка е најкорумпирана земја во цел свет. Најкорумпирана. Еве, читате ги веб-сајтовите, ќе видите дека Америка е најкорумпирана земја, со највеќе мафија и ред други работи. Од таму потекнуваат тие наркобосови, дилери и ред други работи. Не верувам дека нешто ќе направат. Исто така сакам да кажам, во чело на Божик празниците, толку сум разочаран од македонските медиуми, ми пуштаат турски серии и Ве молам за темата да се задржите за зборување, ќе ве замолам. Особено затоа што ние не пуштаме турски серии, тоа да си го кажете на другите канали. Да, во ред. Значи, да, истече времето, благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Ако имате некакви забелешки кои што се однесуваат на програмски шеми на другите телевизии, тоа ве молам да си го направите кај нив, а не кај нас, односно не преку нас. Добар ден. Ало. Да, повелете, добар ден. Американците се стратешкиот непријател на македонскиот народ. Тоа калето прислушкува цела Европа. Од калето знаат точно кој колку украл во државава, знаат кој човек кој број кондури носи. Значи ова сака да извршат притисок на политичариве со цел уставни промени да се направат што поскоро, затоа што нивниот програм се сите овие штетни договори, меѓу кои е и ова бесување на бугарите уставот, почетокот на крајот на македонската нација. Проста математика. Значи, корупцијата постои само еден начин да се разбие. Они тоа многу добро го знаат. Тоа е закон за потекло на имот, конфискација на украденото и големи казни за апашите овие 30 години што го украдува народа. Проста математика. Треба се почне од судиите. Гледате што ни се случува. Младите каква порака добиваат. Кради што поише за да можеш да платиш суди, обвинители, полиција да не одеш во затвор. Проста е математиката. Све друго е лимунада. Значи, целата игранка е во тоа. Нека донесат во Уставен суд, во Судски совет, во Обвинителски совет. Тоа се 20 на 30 на суди од Америка нека ги донесат, ако толку сакат. Нека го прочешуваат потеклото на имот на судиите да почнат, после да се враќаат на министри, пратеници уназад 30 години и завршена приказна. А се друго е лимунада, се друго го лажат само народот. Американците се стратешкиот непријател на македонците, а стратешкиот пријател на албанците. Проста е математиката. Крајната цел им е да ја растурат оваа држава. Ни ги интересира за корупција ни ништо. Значи, тоа е целата приказна, дека престана да го лажат овој напатен македонски народ кој треба да се разбуди. Добро, благодарам за јавувањето, истече времето. Следен пат нема да ви велам ни добар ден, ни пријатно, со оглед на тоа дека ниту добар ден, ниту пријатно велите при секој јавување веќе во последно време. Следен на линија, повелете. Да, добар ден. Да, повелете, добар ден. Поздрав до тебе, до телевизија и четири. Благодарам, поздрав, повелете. Овие сите денески пресконференции и конференции што беа во Министерството на външни работи, каде што амбасадорката америчка кажа дека оваа година се удара директно акцент на корупцијата. Прво и основно, нас дека да ни е јасно, дека никој не треба од страна, како што претходниците кажуваат дека ние сме банана држава, ние сме они. Не, ние имаме доволно способен кадар кој треба да се избори, да издействува правен систем во Република Северна Македонија. И не треба ние да бараме суди од странство, да доаѓале овде обвинители. Прво имаме доста кадар, да не се подценуваме толку, дека ние не сме кадарни да си ги спроведиме реформите што треба да влегуваме во Европска заедница. Тоа е процедура, не е тоа некој да ти налага, никој не ти налага. Тоа е процедура од Европска заедница, ти мора правниот систем да се онака направи по сите оние норми во Европа што се спроведува. Затоа јас
би ги поздравил сите овие кои работат на тие реформи во скринингот и сега почна веќе билатералниот скрининг да се отвора, така да се продолжи работата и Македонија нема каде дојде на друго место, сем во Европска заедница. Со тоа што на овие сите скептици во Македонија да му докажеме дека Македонија чекори кон доброто на сите граѓани во Република Македонија. Не чекори кон себе. Не користи само за себе, туку за цела држава. Таму каде што ни е местото, таму да се одиме. Во Европа, на друго место, не ни е местото. И Америка не мисли зло, туку сака да ни помогне за да ги спроведеме овие реформи. Ви благодарам многу. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Видете, Македонија е толку силна и јака држава, во светов никој не смее да ја излези пред очи. Пример, Америка има 53 држави. Европа има преку 30 и кусур. Сите се против нас. И не може да не куцнат. Како застана зад бугарите? Што ќе им кажат бугарите? Цела Европа и Америка да стои зад нив. Не успеа во Втора светска војна, односно пред тоа ќе кажам, за Стефанска тако математика што има да е потиснат Македонија, не успеа тогаш. Ајде дојде Втората светска војна. Нацистите и тогаш не успеа. Ама денеска кој успеа, знаете ли? Предавниците и издајниците што се во Македонија. Тие сега се проблематични. Што мислите вие за фокусот на САД за борбата против корупцијата? Па корупцијата е таа. Ако тие се коруптирани, покрај финансиска корупција и материјална прават и политичка корупција, све прават тие што се на власт, издајниците. Тука лежи проблемот. Корупцијата сега, ја не можам да ги разберам. Луѓе во честни не можам да ги разберам. Ајде овие што се корумпирани, што плячкаат, што 300 чуда прават. Овој коруптира што излагат еден, не знам како го викат, 20 колку милиони направил, на 30 години во парламентот е, излага и на телевизија ваша кажува, од кај толку пари тој направи? Од корупција. Од каде? Да се их чешваат од корен, да им сотлеми се. Тогаш држава може да бидиме. А не ќе ги чешпаме, ќе ги ланчаме, украл, ако де, земал, ајде. Да. Истече времето, благодарам за јавувањето, чисто за ваша информација и за поправка на она што го кажавте на почетокот. Значи, Соединетите Американски држави се составени од 50 сојузни држави, каде што плюс Вашингтон ДС, односно Вашингтон дистриктот е дополнително се смета како посебна територија. Значи, самиот сојуз на САД има 50 држави. Во однос на информациите за Европа, европскиот континент го делат исто 50 држави, од кои 27 се членки на Европската унија. Чисто за да ви бидат јасни бројките, бидејќи кажавте сосема други бројки кои не се точни. Следен на линија, повелете, добар ден. Добар ден. Добар ден. Огнен. Поздрав, повелете. Честитам Божич и ви посакувам сите желби да ви се исполнат, да имаш плодна работа во телевизија 24. Благодарам. И сите желби на целото твое семејство. Ви благодарам, живи здрави. Повелете. Господине Огнен, многу сум реvolтирана од претходниот гледач, пред овој, што вели, ние имаме кадар. Да, ние имаме кадар, господине Огнен, умови наши деца. Но тие деца не смеат да излезат на површина, бидејќи се многу паметни овие сите што се на чело на државата, што не водат се кој од кој. Не сакам да навредам никој, бидејќи денеска е убав ден, кој што не се на соодветно место, кој што може Америка да ги обликува како пластелин, моите внуци што играат со пластелини. Верувате ли не, каде е господинот Скариц? Каде господинот председател? Каде господинот премиер? Да видимо каква ситуација се прави и е македонскиот народ. Ние бевме американци за нив. Јас сум се школувала и мојата сестра е професор доктор на науки. За
ништо не сме плакале. А сега нашите деца за да одат некаде мора да платат. Ова Америка не направи да бидеме питачи. Сега трошките не ги дават. Затоа нека се свести македонскиот народ. Не политички да излегуват, туку граѓански. Жалостно е оваа наша Македонија да пропаѓа, бидејќи, господине Огнан, моите родители и моите најблиски се борци за оваа земја. Секоја пета е натопена со крв, за да можат идните генерации да живеат во мир и слобода. А сега во што живееме? Средната класа никаде не во сирома. Така. Истече времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија, добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Разбирам све дека корупцијата е моторот на полно работи во државата. Прво, миграцијата помеѓу младите. Второ, нееднаквоста на граѓаните на државата. Да не кажуваме и други работи. Меѓутоа, една битна работа ме интересира, тоа е кај нас сите констатираме дека рибата смрди од главата. И сега прашувам, кој ќе се бори против корупцијата? Кој ќе сузбива корупцијата? Еве ќе ти кажам пример. Дали некој го викне на одговорност директорот на Кочанската болница ради местење на огласот на конкурсот? Не. Дали некој ги викне на одговорност директорите во Манав за местење на огласот и бруката што ја направија со норвежаните? Не. Дали некој го викне на одговорност синот на Џафери за фалс документите за запишување на Академијата за суди и обвинители? Го заташка? Не. Тогаш како ќе се бориме против корупцијата, сакам да прашам? Со судење на оние што крадат тегли ајвари кои ги бабчиња? Па кај нас корупцијата е во врвот. Не е во базата доле. Во врвот е. Што ќе правиме? Како ќе... Ние треба прво да ги смениме законите. Еве, речеме да ми кажат, кој ќе ги затвори судиите кај што ќе се докаже корупција? Која е постапката? Па ние прво не можеме да му го земеме имунитетот. Не дава Републички судски совет. Вие имате човек што е обвинет за криминал во Тетово, не ради Републички судски совет да му се земи имунитетот. Ама сите други може да идат у притвор, тој не сме дојде у притвор. И тогаш како ќе се бориме против корупцијата? Дали некој даде иницијатива за измена на законот за укинување на имунитетот на судиите и на обвинителите? Никој не дава закон. Дали некој даде иницијатива за да не застаруваат кривични дела што ги вршат функционери во државата? Никој не дава. Тогаш како ќе се бориме? Паушално, како што кажува министеров, па ние гледаме корупцијата. Меѓутоа, која заташкува корупцијата е прашање. Кој ги заташкува тие случаи на голема корупција? Зошто не се збори за нив? Се бориме ние со 10 полицајци од Табанов. Истече времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија, добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Честитки за новата година, ќе биде подобра. Благодарам, честитки вам, повелете. И вас ви честитам, прекрасен водител сте. Јас сум професија, знам кој што значи, ако сте ми искинувале лево-десно, да ви кажам две работи. Првата е со сите амбасадори, не е како директор таму на телевизија, ги знам. Од овој што е во Белград, а Филип Крипер не беше ни амбасадор. Ова два пати новава господја, она била тука и не упоменува. Значи, да не си играте играчки со амбасадорите на големиве држави. Они све знаат, па не гледат од насве. Како на овој народ не му е јасно. И сега има една акција, колку што читам, вчера во Стејт департментот, не е само за нас против корупција. И за Црна Гора, и за Србија, и за Косово. Не е то така. Они никогаш не прават грешки. Дали ме разбирате? Ние сме НАТО и мора, кога ќе седнеш на маса, мора да почитуваш правила на НАТО. НАТО во принцип, во нивниот трети член, како се вика, не трпи корупција. Второ, барам овие од агенцијава таму што е направија да ви дадат та фреквенција или лиценца. И трето, да поздравувам сите и овој народ мора да мисли како што мислат големите играчи. Гледajte што се случува во Украина. Па Германија купува нафта и плин од Руска преку Кина. Тоа се големи игри. Овие луѓе не го знаете вие тоа. Тоа е озбилна работа. Светот се дели на вакви, онакви, паметни, глупи, што бика крстот наш и добри и лоши. Па сега ние влеговме там, кај сме и готово е. Што се секира?
Така. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, добар ден. Добар ден, Огнен. Добар ден, повелете. Среќни ти празници, Благодарам. финансното одамна. И вам исто така, повелете. Многу здравје, радост и весели работи. Ви благодарам, повелете. Ова нема ништо од оваа работа. Ова е лук и вода. Америка сака нешто да покаже кобајаги. Дури мислам дека се обидува да се ги исправи некои грешки што ги направи во тоа кои личности не ги става што не ја водат оваа не држава. Меѓутоа нема ништо. Тоа да се разбериме. Ако смета дека треба да се прави, и јас сум од тие што треба да се прави страшен ред во Македонија. Зошто не направи одма? Што чека? Прво треба Али Ахмети, па после овој Ковачевски, нашиот премиер, па бившиот премиер. Треба одма затвор. Така се решава работата. А ова нешто ме личи како 72 година имаше негативно свидетелство во системот во Југославија, па се испрати познатото писмо на Тито. Сега ово е писмо на Бајден. Америка, ако сака да ни помогне, првин треба да ја фати да гуша Бугарија и да не уништува македонскиот народ. Кај ја води она, во кој правец Америка ја води работа? Ја остава Бугарија да се однесе како што сака, невиден фашизам, а тука ќе не зборува кобајаги за корупција. Ако не преземе одма мерки, и не Америка, ние имаме систем, што дрема сите? Нек се воведе војна управа и точка. Америка нема да го реши проблемот. Никој од надвор не го решава проблемот. Академијата наша дреми, војската дреми, нема никакви институции и корупција колку сакаш. И на крај да ти кажам, нема корупција, Огнен. Тоа е тотален криминал. Од член 353 од казаниот закон. Истече времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете. Здраво, Огнен. Здраво, повелете. Секоја нова година да е подобра. Благодарам и вам исто. Значи, корупцијата, ако не реши Америка, неголемата светска демократија, кој ќе реши? Колку пати сум кажал? Ево и колегата Лјупчо. Судот е клучот. Сите кои не живееле на Запад, вклучително Америка, Австралија, нормалните демократии, значи, поимот демократија е да кога имаш потреба да си оствариш право, кога некој ти го узурпирал, те украдил, те злоупотребил, од судот да ти го решиш. Нема тука комбинација. Дали со која сума, прашање ќе бидеш обештетен. Значи да го решиш позитивно, нормален суд. Тоа е клучот. Нормализација. Не е ваков полтронски партиски суд, уништене после, колку пати сум кажал, после приватизацијата. Монструми станаја финансиски, го уништија, го присвоија партиите, исто му одговара да е таков. Значи ненормален суд, нема демократија, нема држава, нема патриоти. Да не кажувам колку пати сум кажал. Македонија фактички е клучот, историски клуч, главна историја за Европа, ама сите тие кои немат таква стара историја, нема е фактички битна историјата. Сакат напред, демократија, живот нормален. Значи треба некој да поживеел на Запад, па да свати што е демократија. Во Шведска сум живеел. Од своја фирма, ако злоупотребиш средства, ќе ти е страф да не те откријат од своја фирма и ќе ти го уништат на економскиот нормален живот, ќе биде социјален случај. Пак добро ќе живееш, ама ќе биде социјален случај, ќе ти одземат све. Оти си изиграл закон, држава си направил злоупотреба. Поздрав од мене. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете, добар ден. Ја се јавив пак, дали може реплика сега малце до вас. Ајде, да. Вака. Кога реков ја, цела Европа стои зад Бугарија, Добро. се знае која е Европа. Тие што даваат вето што се во Европска Унија. Тоа сум го мислел. Едно, а второ. Јас знам дека Америка се 53 држави. Не се А 53, како 50 се се. исцепкани или припоени, 53 беа. Сега не знам 50, господине. скратени. Последните држави кои што се влезени во Федерацијата се Хаваи и Аљаска. Значи Мислам- тоа се 49-тата и 50-тата.
Добро, горе-долу тука сме. Не сакав многу да коментирам, али тоа е тоа за Европа. Пријатно и извини, молим те. Пријатно, благодарам за зајавувањето. Вие може да сметате дополнително, ако ги рачунате и териториите под чија што заштита се наоѓаат земји под заштита на САД, да речеме, не знам како американските дествени острови и такви видови држави, но во секој случај САД како САД има 50 држави плюс Вашингтон дистрикт. Добар ден. Добар ден, господин Огнен, поздрав до вас и за многу години. За многу години поздрав, повелете. Јас сум да се прифати препораката на Соединетите Американски држави. Јас не знам зашто овој мои соговорници се противат на тоа. Па нели Тито преку Ватикан доби 100 милиони неповратни долари и така прпна Југославија. Иначе никогаш немаше да прпни. Во Македонија корупцијата почна со една доктрина србо-комунистичка и србо-четничка, која се пропна по самостојноста на Македонија. Таа доктрина Македонија сгреши што не ја абортира благовремено. Што мислите вие околу борбата против корупцијата, господине? Од вакви невоспитани како вас, да ви кажам, и злоупотребувачи на програмава, значи, навистина веќе преку глава ми е. Од вакви како вас. Следен на линија, повелете. Добар ден. Добар ден, дали имаме некој на линија, повелете? Ало, здраво. Да, здраво, повелете. Поздрав до вас. Поздрав, благодарам, повелете. Така, па за борба за корупција, тоа нема никогаш да престане, значи таа почна од самото самостојување, значи на Република Македонија, значи во времето на Бранко Црвенковски од приватизацијата и знаеш како почна сите избркани дома без работа, работеа на црно, им дозволи, па ќе дојде инспектор, значи да не му пише казна, па ќе го потплати, тоа е мала плата, па полицајец ако го стопре на улица, па ќе го почасти и така дојде до суди и до ова до она. Сега корупцијата, значи дојде сега и до поголем степен. Еве, например, во сегашно време, еве министеров што е на МВР, значи и 300 пасоши да изодеш на најголеми криминалци, значи тие пасоши не се издадени по 1800 денари, таму летат милиони, милиарди. Па ја не знам овие подржавачи од северна трибуна што викаат дека е добро, еве, например, сите министерски места само да останат на власт, се албанци и директори. Не се сите, господине. Како не се? Така не се сите, господине. Како? Па како, ај? Бисера Костадиновска Стојчевска албанка ли е, господине? Бојан Маричич албанец ли е? Никола Тупанчевски албанец ли е? Славица Грковска албанка ли е? За која ми збори, за она космонаутско влезе у собрание? Молам? Се. Не, ве прашувам дали се овие луѓе што ги споменав албанци, бидејќи вие велите дека сите се албанци. Еве, јас ви кажувам имиња кои што не се. Славијанка Петровска албанка ли е? Од 17 директорски... Благодарам за јавувањето, господине, поздрав. Следниот пат ве молам да зборувате со факти и со чуда, не да ми кажувате сите, па после да се преправате. Следен на линија, повелете. Добар ден, Огнен. Добар ден. Поздрав до тебе и до редакцијата. Благодарам, поздрав. Успешно да се справи со сите оние што не се држат на темата и што шират национализам. Благодарам, повелете. Пораки од Соединетите Американски држави. Мора да кажам дека сме имале помош прво за тоа од Соединетите Американски држави уште за време Втората светска војна, потоа се СУА и ПАК и така натаму, макар да ние не сме биле ниту во еден блок. И тоа по самостојувањето, само ќе се задржам на една работа, за да поврзам пораката и борбата на корупцијата. По самостојувањето, експертската, првата наша влада, експертска влада, тоа е влада во која беа луѓе од различни политички партии. Донесоа документ со кој кажаат дека Македонија е ориентирана кон НАТО и Европската Унија. Тоа се стратешки цели. Дали ние сме биле
сега моментално, дали сме попаметни од нив? Сигурно не. Борба против корупцијата. Неслушање. Во ваква констелација на геостратегички состојби во Европа, мислам дека оваа порака доаѓа во високи момент и задутрешното доаѓање на високиот функционер од Америка, исто така во контекст на ова. Затоа што кај нас ткивото се руши од корупцијата. Кој е коруптивен? Оној кој е во ситуација да биде. Сигурно не вие, односно ти и јас. Не сме во ситуација да бидеме корумпирани. Значи, мора да се бориме, ако сакаме, да успееме, да ги оствариме тие две стратешки цели. Времето ми изминува, ви благодарам за вниманието, поздрав. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам и јас. Следен на линија, добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Да, повелете, ве слушам. Во програма сте, повелете, добар ден. Добар ден. Добро, изгледа грешен број. Добро. Следен на линија, повелете, добар ден. Добар ден. Добар ден. Дали ме слушате? Добар ден. Добар ден. Во програма сте. Добар ден. Океј. Во програма сте, ве слушам. Добар ден, дали ме слушате? Да, Добар ден, во програма сте. да, вака да ви кажа. Може ли? Да, зборувајте. Да, ето така. Денеска беше за корупцијата, за регистрација на коло увезено од Немачка. Добро. И ми вика, оди у полицијата, имам ваква останинска постапка со се документи оставени, и му кажувам вака, оди вика кинотарката. Одам кинотарката, ми вика дека не може ова да се треде тоа, мора да извади собрачајна на твое име. Добро, во редо. Одам пак во полицијата, му викам вака. Слушај, вика, одиш кај нотарката таа и таа. Во редо. Одам кај нотарката, може, вика, се треде. Што е проблем? Може, вика, во Кичево, во Тетово, во некој градишта може, ако и некој други градишта не може. Како е можно во иста држава да важе, мислам, законот? Негде може да важе, а негде не може да важе. Тоа ме чуда, каже одме. Така ли? Може од Тетово, Гостевр, вика, може, а во другите градишта не може. Не слушаш? Да, ве слушам, господине. Да, објасни. Што да ви објаснам? Па, ајде кажи, дека у иста држава треба исти закон да важе. Така е, се согласувам. Да, има. И како е можно? Ајде кажи. Јас ли тоа да ви го објаснам? Целиот корумпиран систем на државата да ви го објаснам? Корупција исто, нотар исто, нотар си е нотар. У иста држава треба да важе за секој. А зошто вие не отидовте кај друг нотар? Ама нема веза тие нотар. Зошто да одам кај друг нотар, треба тие нотари да бидат. Ама вие сте отишле кај нотарот кај што ви рекле да отидете. Зошто не сте отишле кај друг? Ама тоа е скопот на државата. Така законот е исти за цела држава. Па затоа ве прашувам, оставете го гледаш. Затоа ве прашувам, бидејќи е во склопот на државата. Зошто не сте отишле кај друг нотар, а сте отишле кај тој кај што ве пратиле? Он не ме кажа. Он ми рече, че извини, прекина. Ми вика, оди кај кој сакаш нотар. После кога се врати, претходно ми рековте дека ви рекле оди кај тој и тој нотар. Те сега да. Сега да или не? Добро, во реду, ама само треба да важи законот за цела држава. Благодарам за јавувањето, господине. Мислам, следниот пат барем кажете ми дали ве пратиле кај тој и тој нотар или ви рекле да си одите каде сакате. Дали да или не разбирам. Значи, не знам со која идеја се јавивте, што сакавте да постигнете. Јас знам што кажувате,
дека законот не важи секаде исто во рамки на државата, и тоа е точно. И во Источна Македонија ќе најдете места каде што законот не функционира така како што функционира во Западна, или во Централна, или во Јужна, или во Северна. Значи, буквално во секој различен дел од територијата ќе најдете различни примени на законите. И тоа не сте ниту прв, ниту единствен, и секој од нас тоа го има искусено. Затоа сакав да видам во кој контекст го кажувате тоа што го кажувате, за да имаме барем основен пример за кој што може да разговараме. Следен на линија, повелете. Добар ден. Ало, добар ден. Да, повелете. Поздрав на телевизията. Благодарам, поздрав, повелете. 2016, од 2006 емисијата, текот емисија Демократија владееше. Па, сад то убаво гледат дека корупцијата расте, презадлужувањето исто го нема во проекти, ни у животниот стандард, нешто уплати на граѓаните. Парите ги нема и помошта исто од САД, каде се потроши? Никој не смее да каже. Кој е организаторот на корупцијата? Билјана Иванова на корупцијата јавно кажа, вика, корупцијата е Европа. Само не посочи поединечно кој е. А кој е рекетите? Што ги организираше на бизнисмените да ги плачкат? По милиони да ги бараат. И тука не се откри криминал. Значи, некои увидува диктатура и режими да не кажуваат, се нагло се збогатуват овне. Тоа е нагло, на народо нема. Ни проекти што би това на народо за грани, тоа го нема на тоа. Дури сега 111, а секој се презадржува, цело 111 или место се корупцијата. Не се тапка у место. Опозицијата се гледа на 600 место, али се гледат проектите, животниот стандард, се гледаше признати 140 држави, по невработено со инвестиции, плати со пензии, со градење се и големи проекти. Каде се овие? Значи, нема. Значи, кој расти си, краде се, плачка се и сакате уније народот прочешке злего докара. Добро се организирани со судовите. Благодарам за јавувањето, истече времето. Следен на линија, повелете, добар ден. Ало, добар ден. Да, добар ден, повелете. Дали сум јас? Вие сте, да, повелете, господине. Чекайте се, и јас и друг некој. Не, вие сте. Ако ви е попуштен телевизорот, намалете го тонот. Видете, би се задржал. Ајде. Јас само на неколку клучни правни позиции. Од 100 места дојдоа критики дека немаме правна држава, дека корупција нито царуват и така натаму. Јас само ќе се задржам на 2-3 правни места. Пример од досегашните председатели, чинам дека четвртите беа правници, петиот не беше правник, и никој не успеа со мал прст да мрдне. Јас директно ќе се обратам на некои клучни места. Пример, ја да би бил председател на држава која што има таков криминал и што е критикувано од 100 души, а бедно би се осеќал. Тоа е критика на Пендаровски. Чувствителен човек не може да го издржа сето тоа. Второ, имаме ние академик, правник, муе не го лазе. Па имаме 1 милион доктори, правници на факултети, ништо муе не ги лазе. И што е најтрагично, најголеми криминалци се тие што треба правната држава да сторат. Еве, да речеме, тие универзитетски професори на правни факултет. Па тие кредитот од Тајван го раскрсмија меѓу себе. И најголемо изненадување мене ми беше најголемо Васил Топурковски. Во него гледавме реинкарнација на Готе Делчев. Тоа само чекал од друга страна, гледаме денес како не изеде едно прасе, некаде не може да се смири. Зошто се тие правни факултети? Има 1 милион дипломирани правници, немаш правна држава. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме следен на линија? Добар ден.
Добар ден, Огнен. Добар ден, повелете. Па вака, корупција латински збор е расипано, значи и подметување. А ние в држава имаме и чист криминал. Мислам ја, тоа е побитен него корупцијата. А корупцијата треба да се откорени највише у партиите се. Моје мислење на у партиите и ние сами ко Македонија, ко држава не може да откорнеме. Ни треба стварно помош од страна. Например, ете, Америка се нафаќа. Слушате дека американциве даваат многу пари за корупцијата, а нашиве пат ништо не направи. Нити судство, нити обвинителство. И треба они да дојдат, да вметнат некои луѓе и целиот процес, судство, МВР, економски план, целиот процес они да го надгледуваат. Иначе мислам дека за Македонија нема спас. Ако се остави на наши луѓе или на овие партиеве, Македонија уште поише ќе пропаѓа. Тие пари што ги даваат идат у неповрат. И ние ко граѓани не знаеме кај отишли американците што ги дале парите. Не, никој не знае. Така, знаеме само толку пари дале, волку пари дале, а што сработиле нашиве, ништо не знаеме. Огнен, поздрав, голем, пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам, пријатно и вам. Интересно е тоа што го споменавте во делот на латинскиот збор за корупција, каде што, мислам, реално кога ќе се раздвои зборот со текот на годините од ком румпере практично е преминато во корупере, односно corruption или корупција кај нас, каде што ком како збор ви означува заедно или со, а румпере, например, означува да се раскрши, да се скрши практично. И со заеднички напори да го скршите нештото. И фактички денес веќе објаснувањата преку многу дефиниции кои што доаѓаат се во делот на тоа дека со нечесна акција или со нечесни чекори да ја уништите довербата кај луѓето. Тоа е генерално и тоа е практично целиот систем се крши поради постоењето на корупцијата. Добар ден. Добар ден. Да, повелете. Благодарам. Мене ме чуди оваа порака од Америка, вика, борбата против корупцијата останува. Значи, имало и пак има корупција. Па нас не треба тоа да ни го кажат. Мали деца знаат овде што се прави. Ја мислев оваа комисија што беше ќе каже тој толку пари има у таа банка, толку имање има у странство, бамо има куќа, бамо има 300 чуда, акции има онамо. Ние знаеме за корупција, имаме ми и наша антикорупцијска, ама не смеат името се го кажат. Хајде нека проба некој да каже овој украл, ова корумпиран, да не речам крадат, пошто они не сајдути, не крадат, да не ме тужат. Они си зимаат, значи со документи, законски си се корумпираат. Тоа Америка да ни каже, да ни помогне, иначе ниф им одговара на амбасадори од Запад. Не можеш ти овде да бидеш корумпиран, да не речам мајдук без ниф. Мораш да имаш грб некој да те штити. Значи, фактички, ако земам ја 100 милиона евра, сигурно треба да дам 3-40% на некој амбасадор, на некој странски политичар или големи овие што се тешкаши што ги викаат. За утре ја да имам мир, си купувам мир со тоа. И овие западни сили молат Бога такви земји да има корумпирани, има и за нив, и за политичарите, за амбасадори, и за целата земја. Од овде парите идат. Не сме Америка да каже у која банка идат. Си чутат и они. Истите пари ги зиеме кредит со наш камен по глава. Овде ќе им качиме плата, викаат, од март месец 7%. Едно лижавче да ги залажеме, да има што да чекаат, да мислат. Има и Огнен многу за зборување, него така. Ајде да не претеруваме многу. Поздрав и убав ден. Поздрав, благодарам за јавувањето. Ви посакувам убав ден. Така е, режија, ќе ви велев дека сме секако на крајот. Галабинка ни пишува, вели, Огнен само вистината секогаш победува, Огнен за се бива. Благодарам, Галабинка, ве поздравувам, срекни празници.
Понатаму пак Зафир Х вели Огнен дали се свесни овие гледачи кои се полни со критики кон САД амбасадорката дека изјавите на амбасадорката не се неизино мислење и став, туку став на Стейт Департментот. Ако САД решиле да ја средат состојбата со корупцијата во Македонија, ќе ја средат како и се досега во Македонија. Поздрав и вам, Зафир. Ѓоргија се пак пишува и вели се тоа што се дешава околу корупцијата во Република Македонија од страна на американците е само фарса околу отворањето на Уставот. Да извршат притисока после промената на Уставот, Македонија ќе ја снема како Југославија. А корупцијата ќе остане нерешено прашање. Кој зел, кој лапнал, американците ги знаат сите корумпирани кај нас, но на прво место е промена на Уставот со почит. Поздрав и вам, Ѓоргија, исто така. И Дејан Тани вели, поздрав Огнен, мала дигресија, сепак требаше оваа емисија да ја посветиш на Катерина Крстева или Мара Попара. Да сочувство до семејството на ликот кој што го изгради Катерина Крстева на Мара Попара. И генерално ретко, многу ретко се случувало овие емисии да се посветуваат во некаква форма на in memoriam, затоа сме имале други. Но сепак благодарам за споменувањето. Поздрав и вам, Дејан, како вам, така и на сите останати гледачи во текот на денешното издание на емисијата Очи во очи. Останете со Телевизија 24, бидејќи во продолжение следува дневникот во 17 часот, а таму токму во делот на она што ние го разговаравме и беше дел од претходните изданија на вестите, за тоа дека постои динамизирање на борбата против корупцијата и дека тоа е една од клучните пораки на советникот на Стейт Департментот Дерек Шоле на средбите со државно-владиниот врв во Скопје, односно за предстојната посета која треба да биде во среда. Ве поздравувам и ви посакувам пријатно попладне.